Што е цел на емоциите? Која е нивната цел во психофизиолошката структура на една личност? Емоциите се внатрешна реакција која што се појавува заради надворешна провокација или незадоволена потреба. Значи, важно е да сватиме што се. Тие се еден многу длабок глас од внатре кој што ни испраќа сигнал. Например, седите во просторов и просторијата е ладна. Вие чувствувате студ. Тоа е информација што ви кажува дека треба да преземете нешто бидејќи нема добро на телото. Вие сте во некаква врска со некого кое што не ја чувствувате лагодно. Не се чувствувате задоволни. Тоа е информација што покажува дека тука нешто не е добро поставено. Значи, емоциите се многу длабок внатрешна реакција која што ни покажува дека од надвор или внатре во нас нешто не е добро поставено или е добро поставено. Например, ако се чувствувате пријатно во просторијата, тоа значи се е окей, остани си тука. И е важно да гледаме на нив така, бидејќи ние воопшто не ги разбираме. Како е можно, извинете што ве прекинувам, само напред. Рековме дека тоа е нашиот глас однатре. Да. Како може да не го разбираме наш и тоа е наш и мора да го разбереме? Тоа е абсурдот на човештвото. Ние со тек на време, заради начинот на воспитување и семејниот начин на семејните вредности, општествените вредности, ние сме го отсекле контактот со тој наш емоционален свет и сме направиле еден архетип како ние треба да изгледаме. Релативно смирени, без некои посебни изрази на среќа, тага, во едно средно расположение во кое што демонстрираме максимална као смиреност, контрола над себе. Дури си забрануваме некои емоции да ги чувствуваме. Значи не треба да се плашиш, не треба да плачеш, не треба да си тажен, бидејќи тоа не е добро. Ама некои работи не може да не ги чувствуваш. Например, стравот. Стравот е многу корисно чувство. Бидејќи тој ни покажува дека таму каде што одиме или во околината во која што сме, има опасност за нас. А ако нема опасност, човекот чувствува страв? Тоа е третата категорија или третата ситуација во која што се појавуваат емоции, а тоа се емоции кои што сме ги чувствувале некогаш претходно, не сме ги изразили и сме ги потиснале. Природата е чудесна и направила механизам со кој што кога ние нешто ќе потиснеме, за да утре не се разбудиме пак уплашени, го потиснува во нашата подсвест. Еден тип на магазин, како шкафче во позади. Сум бил малецок, сум настапил во училиште на представа и сум ја заборел песничката и сум се засрамил. И сите почнале да ми се смеат. Јас сум се почувствувал многу грдо. Отфрлено, маловажено, уплашено и така натаму. И сум дошол дома и моите родители немале разбирање за мене, да ми дадат простор да изразам. Не, ништо ќе помине, ти можеш. Ама јас стравот се уште го имам у мене. После одредено време тој страв, кога ќе заспиам, ќе се замени у мојата подсвест. И тоа станува тамо како енергија. Сега на следен мој јавен настап после 10 години, јас само што се станувам во прилика да зборам, јас чувствувам огромен страв. И сега кажеш, од кај ми овој страв? Тој страв може да е поврзан со стравот од тогаш, кој што не го изрази, затоа што немаше на кого да му го кажеш. Од ова дали може да извлечеме заклучок дека сега сите емоции човекот не треба да ги потиснува во себе, туку да ги изразува? Тоа е емоционалната интелигенција. Способност да станете свесни за својот емоционален свет, да ги забележувате и конструктивно да ги изразувате. А ако се случи неконструктивно изразување на емоции? Тогаш имаме одредена слабост во аспект на емоционална интелигенција. Што значи конструктивно изразување? Вие чувствувате страв, окей, во моментот нешто треба да биде направено, го правите, ама после тоа да го искомуницирате со некого. Дури некојаш може и со себе, забележувате дека имате страв, тој ви дава сигнал дека треба да застанете, застанувате. И гледате, окей, јас се плашам од што? Дај да земам хартија. Што точно ме плаши? Па не сум доволно спремен. Што ако се случи ова, што ако се случи ова, што ако се случи ова? Окей, цртица. Ајде да видам што можам да направам за да ова не се случи. И кога ги анулирам тие работи, ќе ги преземам, пак чувствувам страв, тогаш викам, окей, знам дека ми е страв поврзан со нешто од претходно, полека ќе влезам да го направам у помала група. И полека работиме на тоа да ги отклониме работите. Меѓу прашање, дали ова што сега го кажавте како метод за дефинирање на стравот и справување со него,
потребна е и општата интелигенција за да сватам јас дека ми треба хартија, ми треба молив, па треба да го Да, секако. Секако Значи, тие се во корелација. Тие два вида интелигенции мора да бидат во корелација. Со тоа што за да другата помогне, за когнитивната да помогне, претходно треба да имаме емоционалната, која што може да се опише како внатрешна камера. Значи, ние обично сме фокусирани кон надвор, гледаме во просторот околу нас и го запостуваме светот внатре. Внатрешните манифестации, внатрешните реакции. Ама ние сме многу интелигентни однатре. И тие реакции кои ги вградиме, тогаш ние стануваме супериорни. Од аспект нас следиме што случува околу нас, следиме што случува во нас и правиме интеграција.